Добар ден, почитувани гледачи. Ова е 416-та емисија на Македонско издание, која ве информира за најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со нашиот македонски мелос. Македонско издание, како што веќе знаете, се емитува на нашиот сајт www.macedonianedition.tv и каде што можете да ја гледате емисијата во вашето слободно време. После цели 20 години емитување на Роџерс телевизија, Македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсајт со професионално обработени содржини и прилози кои, како што ни велите вие, секогаш го задржуваат вашето внимание. И јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на ова ваша програма и сакам да ви се заблагодарам што во наредните минути оваа сабота, 25 мај 2019 година, одлучивте да бидете заедно со нас. Емисијата Македонско издание од своето прво емитување на 4 октомври 1998 година имаше и се уште има за цел да ги покрива настаните во нашата комуна во Онтарио, кои ја промовираат македонската култура и традиција. Македонскиот филмски фестивал, кој оваа година ќе се одржи по 13 пат, е еден од тие настани кои се редовно забележани во нашите емисии. Таков беше и случајот со минатиот филмски фестивал, на кој што беше прикажан документарниот филм Василка. Овој документарец како тема го обработува животот на Василка, која поради политичките несогласувања на незиниот сопруг со владата на Република Македонија во 50-тите години се преселува со фамилијата во Монтреал, Канада. Денеска се уште Василка живее со својата фамилија тамо. Овој филм беше прикажан во организација на Канадското македонско историско друштво на 6 април годинава. Проекцијата беше одржана во Канадското македонско место, а во продолжение проследите интервју со Василка и со продуцентот на овој документарен филм, нејзиниот син Глигор. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, чест ни е да разговараме со Василка Делева, која што е главниот лик на документарецот Василка, кој што беше прикажан на Македонскиот филмски фестивал во Торонто во 2018 година. И сега исто така се прикажува во Канадското македонско место во организација на Канадското македонско историско друштво. Прво, добродојдовте во Торонто. Добро ве најдов. Драго ни е што можеме да разговараме со вас во врска со филмот кој што беше продуциран од вашиот син Глигор и кој што беше прикажан овде кај нас во Торонто. Прво, кога ви кажа Глигор дека сака да направи еден документ, да го сними вашиот живот, каков беше вашиот одговор? Малку се женирах се, малку, викам, а што ќе прикажеш? Това си е мое лично. Разбирате? Но после бех чак и задоволна многу, затоа што беше добро примен. Критиката беше добра. Тоа е еден личен живот, но еден живот кој се среќава. Многу интересен живот и тежок живот. Дали до сега го имавте на некое друго место, објаснето, така во детали, дали само вашите деца го знаеат тоа, или ова беше прв пат? Беше една група, мојот син, своји пријатели, моите деца беа си поканиле пријатели и така, и сите беа с насолзени очи и јас дојдов до заклучение дека има тука сантименти. Има, затоа што е сентиментален филмот и го опишува вашиот живот. Еве да почнеме
Од Македонија, кога вашиот сопруг одлучи дека треба да дојдете за Канада, за Монтреал, не ви се допадна тоа од самиот почеток? Не, не. Јас бех керка на мајка ми. Разбирате, многу бееме блиски. И мојата мајка е останала многу млада вдовица, на 25 години. И јас сум родена после смртта на татко ми. И многу бееме блиски. И кога јас отидов за Канада, за неја беше тоа страшно. Таа, например, мене се ме ободруваше. Пред мене не се жалеше и не плачеше. Но јас знам, кога дојдахме в Канада, ако нешто со закаснение сум со поштата, одма брат ми телефонира и мисли на мама. Разбирате? Да. И така. Доаѓањето овде во Канада, уствари беше исто и еден чекор што вашиот сопруг го превзема од причина од некои политички, да кажеме, ситуации кои што се случуваа во тоа време во Југославија, тогашна Југославија. Кога беше информбирото, знаете што е тоа информбиро? Знам јас, меѓутоа многу луѓе не го знаат. И убаво е што преку овој филм го објаснивте тоа колку наши македонци исто така страдаа во инфобирото и дури ги губеа своите животи. Да. Затоа што нам ни беше добро таму. Финансиски, тој беше лекар. И јас имах моја служба, имахме 3 убави деца, но него тоа не го напушташе. Тој со тоа живееше еден ден да бега од Југославија и да каже таму на сите како е било. Сега, овде сте во Канада толку долго години, се прилагодивте, сигурно знаеме дека беше тешко? Беше многу тешко, но имах среќа со децата, сите ми беа добри ученици. Поминавме еден многу лош период, тежак период, а најмногу јас имах едно дете, аутист. И тоа ми беше многу тешко и се јас кулпабилизирах за тоа дете като да сум јас крива, и тоа ме мачаше многу. Меѓутоа, овде во Канада ете најдобри услови, сите тие заболени деца можат да ги добијат. Јас саках да се врнам, бех во Македонија да ги видам таму условијата. И еден психијатар кој беше во домот, тој ми рече: госпожа, не ја правите таа грешка. Не, оставете го детето таму, а вие вратите се. Па како можех јас да го оставам и да се вратам? Како се чувствувате сега, знаејќи дека овој филм што е снимен е како документ и за други фамилии кои што поминале низ така слични ситуации и услови кои што се случуваа во минатото, како пример за сите други да можат да видат каков беше животот на фамилиите? Знам да е тоа добар пример и знам да јас не сум единствена која тоа се проживела. Сите некои од нас си имат нешто тешко. Ама вашите внучиња ќе го имаат ова за секогаш? Да, многу се блиски моите внуци и децата со мене, всичките и плачеа таму. Јас кога гледах, викам: Боже, сите и канадијци што имаше, моите 2 сина, тие помладите, за цело време, мама, цело време си плачевме. Вие сега живеете во Монтреал, веќе многу години, зборувате и француски јазик. Како успевате да останете овака свежа, бистра во паметот? Што е тоа што ве чини да бидете оваква каква сте? Па затоа што мојот карактер е такав. Не се пуштам да паднам во депресија, мада ми е било тешко. Тешко ми е било, но
така od majka mi. Утре е нов ден, нова среќа. Разбирате? Василка, ви благодарам многу за ова кратко Сакам, интервју и миличка. пожелуваме филмот и понатаму да биде прикажан и на многу други филмски фестивали, луѓето да видат како еден тежок живот сепак остави добар дух, да имате и позитивност која што зрачи од вашето лице. Благодарам на убавите желби и на убавите зборови. Мерси. Мерси боку. Е така. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Ја користиме оваа прилика да разговараме и со доктор Глигор Делев од Монтреал, македонец по потекло кој што е продуцент на филмот Василка, кој што го објаснува животот на неговата мајка. Идејата да се направи овој филм? Па сакав успомена од мајка ми, затоа што за нас, за браќата и за мене, мајка ни е херој. За нас и треба некоја успомена. Тоа беше целта. Сето тоа што она го имаше поминато, сигурно веќе го знаевте. Знаевме, али не у детали. Требавме да анализираме, да гледаме детали. И првенствено ова беше замисла само за вашата фамилија да направите еден документ, а после излезе да биде и документарен филм кој што постигна доста успеси и беше прикажан на доста филмски фестивали. Па беше прикажен тука во Торонто, но целта беше сам како успомена од мајка ми. Сега дали ќе може нешто на англиски да им објасниме и на нашите гледачи кои што не го зборуваат македонскиот јазик. After finishing the film, are you satisfied with what? Yes, of course, because I think yes, very satisfied. Are you glad that they made that decision to come here? That they made that decision, that come to Canada? my parents. Yes. Now I'm glad. Today, yes, of course, but in the beginning, no. No, because we're happy. It was Yugoslavia. From what I remember when I was a kid, we're happy. We had a nice life before coming here, but now, yes. Now we're Canadian Macedonians or Macedonian Canadians, and yes. And your children obviously were born here in Canada. Yes. Do they travel to Macedonia to see the birthplace of your mom? Yes, yes. My mother taught them to speak Macedonian. Great. And because my wife is not Macedonian, but they both speak Macedonian, thanks to my mother. That's great. So, Gligor, thank you very much, and I wish you great success again with this movie further at other film festivals. Thank you very much. Quand mon arrière-grand-père est venu à Strumica, ma ville natale, tout le monde l'appelait le grec. Et c'est comme ça, le nom de famille a resté Grčeva. Je suis née après la mort de mon père. Ma mère était enceinte et mon père est mort à la fin de 1931 année et moi je suis née de 1932. Et ça me dérangeait toujours dans ma vie. Comment ça que je suis née après sa mort? Comme enfant, c'était très difficile pour que je comprenne. Mon père était révolutionnaire. Il était en Bulgarie, à Sofia, avec un groupe révolutionnaire qui luttait pour libération de Macédonie et pour indépendance de la Macédonie.
Et quand elle a retourné, il était très fatigué et tout de suite il commençait « Oh, je suis malade, je suis malade ». Et à ma mère « Apporte-moi mes enfants ». Parce que ma mère, il avait déjà 2 enfants, mes frères Kocho et Aleko, Constantine et Alexandre. C'était diminutif, Kocho et Aleko. Et mon père était connu comme une personne qui faisait beaucoup de blagues. Et ma mère, elle a commencé à crier à sa belle-mère, « Regarde, maman, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il dit qu'il va mourir, qu'il va mourir. » Et la grand-maman ou sa mère est venue pour le chicaner. Et après, elle a dit, « Oh, Marionka, elle est en train de mourir, il meurt, tu comprends? » Et jusqu'à son arrivée à ma mère, mon père était mort. Et c'est comme ça que je suis grandie. Et moi, plusieurs années, toujours, j'ai cherché mon père. Même dans mes rêves, je le voyais et je vais me réveiller et je vais dire, oh mon Dieu, c'est pas rêve, j'ai un papa, mon papa est entré, extra. Et vous le rêvez encore? Ça m'arrive, maintenant je vois plus ma maman. A сега да проследиме една музичка номера. Sve
канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. И во денешната емисија имаме неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови, побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читете македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижа на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарајте ја Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.